Поштовани, добар ден, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Темата е релативно едноставна, дури не е ниту нешто посебно долга, а всушност е и тоа како сложена и секако ќе биде долга во однос на барањето одговори на кои таа се однесува. Се однесува имено на судењето за најголемата трагедија, која денеска почна. И на исто место, за прв пат директно барем, може да се сретнат обвинетите, родителите на загинатите, на настраданите, адвокати, медиуми и така натаму. А судиката Дивна Груевска-Илиевска истакна дека не можат да гарантираат брзина во судењето, но ќе направат се за процесот да се одвива непречено. Таа вели не знаеме колку ќе трае, може би 5 месеци или 5 години, но со други зборови ветува правда. Тоа дека судските процеси траат во недоглед, тоа ни е познато, дека е тоа пракса, затоа претпоставам дека никој ниту очекува или дури е чудно некој да гарантира дека би биле, или така и овој, како и другите, особено овој процес, дека би траел пократко или особено да трае, да се определи времето колку би траел. Меѓутоа, за жал, како што е пракса судските процеси да траат во недоглед, и тоа, велам, никој не очекува некој да гарантира дека овој пат ќе биде поинаку, така и правдата некако тешко е достижна. Тоа би требало да го гарантираат и ако, како што изјави судиката, ќе се стигне до правдата, односно процесот да се одвива непречено, тогаш тоа и тоа како би било придвижување нанапред и тоа во сите сфери и од значај за сите, вклучително и за државата, затоа што правдата е од критично значење, би рекол, за иднината на оваа земја. Без неа не може да се верува ниту во владењето на правото, како за нас, така и како предуслов за евроинтеграциите, понатаму и како предуслов за воопшто владењето на, со други зборови, законите. Значи, без правда не може да дојде во исто време ниту до тоа да се прифати болката и загубата која ја претрпеа семејствата, блиските, пријателите на жртвите, без оглед кои се, родово, национално, и во исто време без правда, со други зборови, постои и опасност сето тоа да остане како еден вид на колективна одговорност. Кој како ги пуштил, не ги пуштил, системски пропусти и така натаму. А тоа може дополнително, само велам, да штети, затоа што единствен начин да се осигура правдата е да се создадат институции и процеси кои систематски ќе се занимаваат со овие прашања, но и ќе се држат до сите процеси, почнувајќи од овој судски процес и сето она што тој го предвидува, без оглед на тоа колку тоа може да изгледа и бавно. Затоа и воопшто нема потреба да се ниту објаснува дали ќе бил бавен или долг, ниту воопшто да се коментира во таа насока. Клучно е да се реализира, да се дојде до правдата. Кривичното процесуирање, всушност, на лоцирањето на одговорноста, се едно, системски или индивидуализирање на виновниците, слободно може да се каже дека е во интерес на
во интересот на сите граѓани на оваа земја и на земјата на државата воопшто. Затоа еве и денеска, првиот ден од судењето, дискутираме токму околу судскиот процес, очекувањата од него, од тоа како почна. Спомнав дека за прв пат на исто место се соочија обвинетите, родителите на децата кои го загубија животот. Токму затоа гледам дека има многу наслови кои одат во типот почна судењето за пожарот, судењето за катастрофалниот пожар, судењето за дискотеката, судењето за Кочани. Всушност ова е навистина судење за 63 настрадани. Затоа ете и од почит кон нив темата е и во таа смисла прецизно истакната, не дека наоѓам некоја забелешка за ова другото, токму за да се одбегне релативизирање уште во самиот старт од одговорноста, системско е некаков пожар, некое Кочани и така натаму, токму за да се засили сериозноста, велам, значи, воопшто не наоѓајќи забелешка и на оние формулации поинакви, впрочем, мислам и јас дека сум ги користил. Во таа форма не гледам ништо спорно во техничка смисла, но во една друга, велам, особено кога денеска за прв пат на тоа исто место се соочија после толкав притисок од 8 месеци. Затоа ете и во темата е, велам, истакнато дека всушност ова е судење за настраданите во пожарот. Ниту е судење за Кочани, ниту е судење за пожар, ниту е судење за дискотека, ниту туку за и поради загубата на 63 животи, плюс ониете кои дополнително понатаму починаа, исто така како резултат на оваа трагедија, но и сите оние над 200 повредени. Со други зборови, да не беа настраданите, да не беа повредените, немаше ниту да има судење, особено и ако имаше, немаше да биде од овој формат. Ке имаше некој процес кој знае и кој ќе го знаеше или уште помалку ќе дискутираше за него, за некој таму пожар. Како што ете сега во Загреб изгоре облак од ерм, никој не настрадал, во ред материјална штета и тоа е тоа. Така да тука, затоа велам, денеска, барем првиот ден, намерно истакнувам и во темата дека ова не е судење за пожар, туку судење за изгубени животи и за повредени во оваа трагедија. Судење кое треба да ги даде одговорите за причините и да ја лоцира одговорноста. Зошто до тоа дошло. 6091 924 6091 925 се телефонските броеви. Повелете со кого ќе го почнеме разговорот. Добар ден, повелете. Да ја отвориме оваа наша дискусија. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да, вие сте, повелете, ве слушам. Благодарам. Овака, јас ќе сакам сега да го немаше да се јавам, но ме провоцира на вестите, слушнав еден момент и сакам да го дообјаснам оно што го кажа во претходната емисија. Да. Зато барав да се подели обвинетите на 4, 5 и 6, колку ќе најде згодно судот, значи да ги подели, затоа што и делото е исто за сите, вината е исто за сите. Еве се уште одма највиновниците во судењата за мене се лично адвокатите, кои што првиот ден уште не почнат процесот, побара да се одложи процесот, фактички да не му се даде важност, да не му се даде никакво значење дека некој изгубил, значи 63, значи животи, дека се повредени преку 200 деца, од кои некои ќе останат вечити инвалиди. Еве која манипулацијата во сите спорови во државата, не само за овој случај, и затоа сакам да се јави, не за друго. Значи, сепак судот нека размисли
дека стварно, значи не е убаво да се оваки, ако остане само дивна Илиевска да го води процесот, овој ќе нема крај, можеби 15 и 20 години ќе се одвива, а ќе изумрат сите оние кои што ги изгубиле своји деца. И затоа барам и инсистирам пак, значи да се предметите поделат на повеќе суди, да не манипулираат адвокатите. Затоа се појави втори, немам потреба повеќе да зборам, доволно ми отслушав ова што го кажавме. Благодарам, поздрав. Благодарам ве, поздравувам и јас. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, да, повелете. Судењево мора да се повикат 5-6 суди меѓународни, докажани, паметни, грамотни, да дојдат да помогнат. Зошто го викам тоа? Овие наши суди, сите знаеме колку се и како се докажани. Ќе завземат страна, или на една страна, или на друга. Ќе судат реално или нереално. Адвокатите, иста пела се. Адвокатите и тие нема да ќе си зазема некоја страна. Никој правиот случај нема да го докажува. Вика за 5 години, 50 години ќе го судат и нема да го осудат. Затоа викам да се повикат експерти од надзор, од страна и да се почне од корен од зградата. Прво како е направена, зошто е направена, кој дозволил таму такви дејности да се обавуваат, кој одобрувал и највише треба да се казнат тие во врвот на власта. Не може домаќин од газдата дома да не знае децата дома што му прават. Така владата мора да има увид во секоја ситница. И тој што го пуштил таму да диригира, треба да му диши секој ден во вратот. А не за тендери само да се надпреваруваат. Тука е проблемот. Проблемот е што не се земат власта, сериозноста, враце, да ја држиш државата како цвеќе во градина. Јас нема време да спорувам. Зграда напред од 5000 квадрати. Инженерите ми викат, 15 железа се многу, не. 25 ќе ставите. Ама дебелината 12-ка, не 12-ка, 24-ка. Ти шо си ми викат, јас сум. Така, да, истече времето, но пораката е и повеќе од јасна, да. Повторно се потврдува што бете низ тие заеднички наши разговори го констатираме, а тоа е дека секој од нас и во некоја своја лична дистанца по однос на одредени ситуации, а особено државата или правни субјекти би требало да подесување нивно го направа така да ја подобро преценат ситуацијата отколку да ја подценат. Подобро нека има повеќе, ако е сгрешено за повеќе, ништо нема да се случи, напротив, ќе биде и уште посилно и во секоја смисла полесно и ќе се преброди одредена ситуација, отколку ако се подцени. Повелете, добар ден. Добар ден, дали имаме некого? Повелете. Да, повелете, добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Велја не мислеше да се јави, ама затоа прв се јавува на сите теми, на сите телевизии. До кога со тоа глумење? Идеме вака сега. Исто вака, да не избиеше овој пожаров, никој нити ќе одговараше овие од 60 души за таа штала и така натака и така натака. Значи, требаше да се случи ваква трагедија за да се ангажира судството и обвинителството против криминалците и корумпираните фаци во државата. Значи, мора пратениците, ВМРО сега е власт, има власт и во собрание, и во општини, секаде. Нека покренат од народот е ова. И за модуларната болница, и за, како се вика, и за Дурмотурс, тие автобусите што изгореа живи луѓе. Сега е моментот. Овие што се ожалостените нормално ќе
се сомневаат, затоа што никој не одговараше. Филипче го гледам, дига прашина околу ова, сака поени да добие партиски, а никако за модуларната болница, каде што он беше министер, он подпиша за модуларната, подпиша за тие гипс картони, како ги викаат, огнеотпорни, а ставени се ефтините. И лапнал тука провизија. Тука никако да се покаже, да се пријави тој процес повторно да се покрене. Тука си кјути. Значи треба власта тоа да го покрене, живи изгореа луѓе тогаш. Па што уште треба да се случи за да се разбуди овој народ? Сите тие суди и ветик на судството. Да не беше таква галама од народот, немаше ни обвинителството толку да... Така, благодарам и поздравувам. Ако не се лажам, Дурматурс не беше инволвиран во пожар, само на не само загуба, но собраќај на несреќа, Беса Транс беше, ако велам не се лажам, со пожарот кој изби во Бугарија. Не е битно, јасно, лапсуса и така натаму, но ете, да нема забуна или сеедно поинакво од фактичкото информирање, како би се кажало. Инаку да, суштината е дека не е за пожарот, не е пожарот работата. Или пожарите, сеедно. Тој пожар на автобус во Бугарија или во модуларната болница во Тетово или пожарот во дискотеката во Кочани. Затоа и велам, не е прашањето се суди за пожарот. Туку се суди за загубата. А тука имаме имаме страдање при кое секое страдање е поединечна трагедија. Дали Тетово, дали ова Бугарија, дали Кочани. Всушност, значи, уште повеќе болката поради загубата на најмилите за оние кои преживеале, останале и живи се и понатаму, не знам, мајки, татковци, семејство и така натаму, никогаш не може и не смее да се подценува. Повторно велам, затоа подценувањето е многу, велам, една работа која ние за жалија како пристап имаме и која само рефлектира и генерира дополнителни трауми и проблеми. Затоа, секој случај на страдање, независно кој е исто како, мислам сликовито кажано, кога ќе се фрли во вода тежок камен, а оние кружни, циклични бранови, но во овој случај бранови на тагата, се шират на сите страни. А тоа е Македонија. И во неја се шират тие бранови. И за жал немаме еден тежок камен фрлен, имаме многу. Барем кога станува збор за пожари само. Има и други камења, во кои не е пожар. Но брановите на тага, на загуба се исти. Тоа е она страдање како поединечна трагедија на секој од оние кои директно се погодени, но и тагата на тие бранови кои допираат до сите нас. Затоа и спомнав дека имено ова е, дека правдата е од критично значење за иднината на оваа земја воопшто. Повелете. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Исо. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Најпосле уклучим. Ја пред овој што збореше бев, ама... Па добро, благодарам што почекавте. А малко, тајм-аут малко да одмориме, да зимеме нешто. Повелете, да. Па види, ние сме сведоци на уште една шарада, што ќе се случува во наредниве години. Па немојте така, јас реков оптимистички, барем, мислам, наспроти тој песимизам и тага од трагедијата, дека ќе има разврска. Види сега,
Ја не давам лажна надеж на луѓе, јас сум релативно приземјен човек, така да газам по земја повеќе него што лепдам у облаци. Така да од ова нема ништо да биде. Еве Турмо Турц го спомна. Еве ги обвинети се газдата и уште еден тамо што бил фактички втор човек. Покрај шоферот на автобусот. Осудени се, значи пресуда. Пресуда, добро. Да, све и готово. Сега треба да лежат затвор, не лежат. Не биле присутни, не биле вака, болни биле излезени од државата. Како ве така ти знаеш полиција ова држава? Али бегува сламали, што е работа? Абе, човече, ништо од ова нема да биде. Ти давам гаранција. Со тоа го гледам тој Михајло Маневски вчера на гостин на една телевизија. Го воскресна Михајло Маневски. Тој истиот што несеше закони, и тоа штетни закони за државата, пак вчера си стопорил на една телевизија, он кажува за правди, за ова зона. Со таа Филимена ли, како и беше име, заедно носеа закони у време на оној што избега у Будимпешта. Таква ли правда ние ги гледаме овдека? Шарада, ништо повеќе. Бидете сигурни дека како овие турскиве серии или она индискана серија што беше Малата невеста. Така, ќе чекаме внуци кога ќе добие поздрав. Благодарам и поздравувам исто. Па имено, токму како што помеѓу другото и обвинението се заснива, или барем го образложуваше републичкиот обвинител Коцевски, дека е тоа дел на низа системски пропусти кои накрај реализирале, резултирале оној верижен систем, карики и така натаму. Јасно, во таа базична основна смисла, да, така е. Која и да е несреќа не се случува, во принцип не се случува поединечно, заради една работа. Пукнал гром, да, но треба да бидете на тоа место, во тоа време, на место на кое ќе удри, да сте, не знам, мокри или да имате метал нешто, и како и да е. Значи, повеќе фактори. Работата е во тоа дека кога повеќе фактори, односно повеќе, со тој речник на Коцевски, така да кажам, кога повеќе карики не функционираат, тогаш настанува проблем во целиот систем. Ова се карики кои не функционирале, верижни, кои резултирале со трагедијата. Но така и воопшто и во судството. Повеќе карики не функционираат, резултираат со проблем во целиот систем. Ова што го спомнавте сега. Не дошле пресудени и така натаму. И добро, што казна за адвокатот, нешто прочита 1000 евра и така натаму. Така да, сеедно што нешто е завршено. Други карики не функционираат. МВР завршило свое, обвинителството не го завршило, судот не го завршил. Ништо не е завршено всушност. Токму затоа што велам резултатот е таков дека целиот систем зарибува или не функционира. Затоа и ова за довербата кога зборуваме за судството, зборуваме воопшто не е тоа. Обвинителството е 90%, а не знам друго судството е 2%. Току како систем, затоа што не функционира. Кој една гума е дупната само без оглед што возилото е исправно максимално 100%. Не може да се вози. Целото е колку се движи нула, не оди. Па само заради гума не оди. Цел систем. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Слично и со... Вака. Повелете, да. Да, добар ден, ве слушам. Добар ден. Повелете, вие сте. Во судство 91 е поставена, што ни се ствара. Немири, кризи, предавство, уништување, криминал, плачка, продавање, трговија. Овојца сите туда. Сите. Кој не му одговара, нека се дај оставка, него сите делат пари. Делат пари и фер избори, фер. И на изборите фер праве подкуп, врше, пакети носе. Значи, се што гледаме зло. Дека јавни обвинител, првиот беше имаше јавен обвинител Александар Прчевски, па вториот е Оливер
Љубомир Јовевски. Да. Сега е овај, дека што Не се подсетихте кого ме. обвиненија, ништо обвинение не дадо. На никој. Шарена револуција, тепа полицајци, зазимање власт, државни удари, Смилково езеро, што не трагедии. Модуларната болница, со автобуси колку луѓе изгина. И сега и ова трагедија. Се смислено го прават, судството се брани. Државниот обвинител е од СДС. Зошто не осуди некој? Обвинение нема на никој. Телепарците се заедно банда, арами се збогатија. И сега исто колку ќе осудат? Некој прав човек. Значи, страдаме од ово судство да не исправа. Не, и се на разрешени и поново не се заменуват тај Камповски, тај Александр Костадинов. Тоа се се бранители и ги викат странците да ги бранат и Да, ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете, кој ни е следен? Добар ден, повелете, дали се слушаме? Дали имаме некого, повелете, добар ден. Добар ден. Ало, Повелете, добар ден, ве слушам. се слушаме? Да, се слушаме, повелете, вие сте. Секакви трагедии се трагични, жалосни, луѓе гинат и дали со браќајка или било како. Али јас, по моје мислење, со тие автобуси два, да се знае за кој зборувам, Да. и да се споредува со овој случај, мислам нема никаква допирна точка и према мене тој што бара да се споредуваат ова и со тоа прошлото, и тоа е трагично, и како што вели Мицкоски, тие према мене се за ситни политички поени, така тој она ги нарекува. А воопшто, например, модуларната болница во ред 14 луѓе беа, 14 и 63 не е исто. Плюс болница, значи луѓето биле болни, а овие дечина не стигнале до 20-25 години. И жалосно е таа трагедија, оваа трагедија сегашната да се споредува со модуларна, со ова изгорела, оти од другите не изгореа модуларни болници. Се запалила таа, значи е запалило на некој или било како. Филипче не појде да ја запали. Ти благодарам. Да, ви благодарам и поздравувам. И се согласувам, иако апсолутно, како што кажав, загубата е целосна за кого и да е. Секое поединечно страдање е трагедија за секого, но се согласувам во контекст во кој и нормално секоја е приказна за себе како настан, како се случил, но во контекст во кој само дотолку повеќе сето тоа покажува дека мора да се осигура правдата, мора да почне да се осигурува. И за да се направи тоа, и ако се покаже дека се прави, всушност ќе се докаже дека се градат институциите кои се деградирани, разградени, воопшто во сите сфери практично на државата. Не само во правосудството, затоа што ако се случуваат и такви афери во здравството, значи не е прашање само дали има систем кој ја лоцира и утврдува правдата, односно дали доаѓа до правдата, правото и така натаму. Туку што се прави се во тие институции? Значи не постојат институции, особено некакви што би требале да бидат. Штом се случуваат такви работи. Дали е здравство, дали е sejedno министерства, локална самоуправа, што и да е. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Се слушаме, така? Да, поздрав, повелете. Јас сакам да поздравам судивката што ги одби барањето за одложување и така да продолжи да ги одбива тие одложувања
и мислам дека и многу брзо ќе заврши тоа и ќе почнуваат да се признаваат вина. Аха. Ако прифатите одложување, крај ќе нема. Крај. Ма јасно, и вака е кој знае колку ќе трае, не усуду. Да. Не. Ако не прифатите одложување, значи ќе признаат тие вина, ќе видат дека ова е правично судење. Така, разбирам, да. Значи, поентата е судивката, председателот на судот на ова судење, што е главната судивка Дијана Класарика, да не прифаќа никако одложување. Никако, затоа што тука се чисти доказите. А адвокатите да ги судат родителите на загинатите. Тие таму се, тие да ги судат адвокатите што ќе кажуваат таму. И една реченица во однос на Филипче што се скока, сега скока, дека тој е нешто чист. Прво тој нека се произнесе за неговото што кога беше министер за Татово. Тој таму за тоа треба да одговара, а не да се кажува се тука да се прави некој светец, дека тој чисто заев таму. И со тој тие бараките што ги прави Класарика, што тој што носеше таму то министер што беше во таа влада нивна. Значи тие треба да си одговара за тоа таму ние и да не се спомнуваат сега некои работи Дурмутурш овие тие. Значи овде се 63 загинати и 250 повредени. Ги споредуваат со некои сообраќајки, значи сообраќајките и тие се трагични, ама ова е значи трагичен настан од направено системот. Ви благодарам и пријатно. Благодарам и јас ве поздравувам. Повелете, добар ден. Повелете, добар ден. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Се слушаме ли? Ако се слушаме, намалете го тонот на телевизорот и да воспоставиме комуникација. Имаме ли некого? Или може би да одиме веднаш со следниот учесник. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме, повелете, добар ден. Добар ден. Да, вие сте, повелете, ве слушам. Па вака се додека во судство не се смене, селото од корен и на локално и на централно нема правда. Не младе, не правда. Значи, тие се за подкуп работата. Само кој даде пари, милиардери штана, милиарди се задржија државата, ништо не изгради, не даде нешто. Исто за вие постраданите се укочени. Кој е крив? Крив е газата, требаше одма. Знае се кој има дал лиценце, а треба одма да се обвинение да имаш. Каде е Лјупче Коцки? Крие се. После има тука кој е запалил, кој го се дека. Кој ги дал да разбираш тие? Прима колку требало салата да прима 6? Преко повеќе и примали. И поголеми за карти, пари, делиле пари. Немаше никакво, нема уредување до овие. Па од короната колку пострадаа Венко Филипче. Спремени, болниците бе празни. Нече луѓето од кои што се заболе, он го става на инспиратор. На кислород да дише. Починува. Корона, се од корона ги измислува. Обвинение и проти него нема. Ништо, а милиарди си истрошува пари. Он ужива со зајко, ужива на плажите. Вич него гајне, може со моторите, се шетат, вич бандитско владење. Па се што гледаме, судиите не треба да ја правиме. Народот гледа се сега. Се гледа, сите трагедии се гледа. Гледаше се исто шарена треба. Да, ете истече времето, но дотолку повеќе тоа, велам, покажува само дека веќе на вистина е и повеќе од време да се направи нешто. Односно, дека мора да се создадат институции кои очигледно не функционираат. Институции кои систематично ќе се занимаваат со овие прашања. И ќе ги спроведат сите процеси, секој во својот ресор. И ќе работат професионално.
Тогаш нема да има ниту системски пропусти, ниту такви верижни на кои се укажува и во ова обвинение. Значи, ова е само уште еден показател, и тоа показател кој градира. Затоа и беше спомнувана бројката на жртвите, иако велам, се е трагедија. Но, за жал, само расте, се зголемува. Не само бројот на трагедии, туку и бројот на жртви во нив, инволвирани. Затоа велам, а за кои директно може под заеднички именител да се стават тие верижни пропусти, системски, кои резултирале, да го парафразираме те обвинителот, резултирале со трагедија, односно трагедии. Затоа, што треба да се направи? Да се институциите, не само што не се подобри туку, веројатно се и полоши. Што ова расте само, во порасте. И не само што нема разврска, затоа реков, не е прашањето само судското за се што е случено, но да се создадат институции за да не се случува. За да не се случуваат трагедии како резултат на системски пропусти или злоупотреби, институционални. Ако се случува веќе да биде тогаш заради друга причина, но тогаш ќе биде и многу по-локална, по-мала штетата. Затоа таа расте. Расте затоа што има инволвираност институционална. На големо е. Овој дал дозвола без покритие, оној замижел, оној пуштил и така натаму. И тогаш правите голема работа. Тоа е работата, голем тендер правите институционално. Иако не може да направите со пилјара, тука може ситно нешто, кој како на компирот ќе даде процент па да се извади нешто. Големи пари така се прават, институционално, системски. Така потоа и кога ќе пукне, големи трагедии се случуваат како резултат на нефункционирањето и на тие системски пропусти. И секаде, затоа што како што кажав, кога тие карики не функционираат, повторно парафразирајќи го Коцевски, тогаш се случува колапс во целиот систем. И токму тоа е на некој начин и причина зашто и судските процеси траат во недоглед. Секаде некаде ќе се најде некоја карика која ќе го зариба системот. И еве го и од почеток веднаш, не знам, овој бара одложување, овој бара и така натаму. Значи, има секако и оправдани причини за овај одложување, постојат, но и злоупотреби. И тоа како многу. Тука, затоа велам, има кај на стотици ситуации кои се злоупотребуваат. И затоа доаѓа до одолжување на процесите. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Поштување, господин Исто така, поздрави и почитување и од мене, да, повелете. Тие карики што ги спомнувате, па 35 години кариките во ова наша Македонија се зарибани. Никој нема кој да му стајма се уледа подмачка да почне во кариката да врти. Да. Па еден куп случаи има, никакви решење, правдата, никој пат нема правдата да биде дека се овие партии на власт. Калимеро уште долго години ќе лепди над Македонија. Грешка му е што почна случајот со наши судии. Требаше од страна. Плати дебело ако треба, ако сакаме правда. Суди независни да се правда, да се дојде до правда. Вака ќе се договлечи не 5 месеци, 5 години ќе биде. Тешко на родителите, Господ само здраве да им дава и трпение. Правда тешко во ова наша Македонија да се добие. Кој добил правда овие еден куп случаи што ги набројавте и уште што не ни текнал во овие 35 години. Све дојка со овие три партии на власт никој пат нема да има правда. Него млади ве слушаат, ако слушаат емисии, ко гледаат, им се пружи прилика карта во еден правец. Све дека со овие партии, трите партии, македонските двете, едната албанска, тие се исти. Дали вреди, дали дуи, дали му исти се тие. Ке нема правда во Македонија. Не дај Боже, уште многу ќе ни се случуваат вакви работи. Злото се на Македонија овие три партии. Затоа, млади, ако слушате, пошто ние се бадијалци и пензионери слушаме овие емисии, им се пружи прилика
нека не жала за Македонија. Карта во еден правец. Биде ми поздравен, све најдобро. Благодарам, и јас ве поздравувам, до слушање, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. За да имаме правда во овој случај, ја верувам дека ќе има правда и многу брзо ќе биде. Затоа што случајот го води господјата судика, која на очиглед на цела македонска јавност го слободи господинот градоначалник со цигарата во уста кога бараше мито и таа го слободи. Многу брзо. Што значи нема да биде долг процесот. Господја има да суди брзо, кратко, едноставно, корумпирано и така натака. А во меѓувреме, пред една година, немаше ни година, се правеше анкета меѓу судиите, дали има корупција, влијанија, политички бизнис, едно. Самите судии и обвинители кажаа со висок процент дека е присутно и тоа во висок процент. И тие истите, колку се лицемерни, ни викаат и овој обвинител, ако нешто знаете, пријавите. Па господо, нели вие знаете на анкетата, кажувате дека има корупција, дека има притисоци. Па што не сте вие силни да пријавите? И кога ќе кажат некој има честни судии, тие честните ако знаат и не кажуваат, не се честни. Што значи комплетно се никакви. И од што се плашат? Дека нема да работат? Па и ние не работиме секаде кај што сакаме. И нас не избркале, поготоу транзицијата, па си најдовме други работна места. Некои се разболевме. Од што им е страх? Дека ќе останат без пари? Не се плашат они за платите, господја народе. Се плашат со местата што ги имаат за една сделка, добиваат под 50-100 евра, не од платата им е гајле нив за платата. Така да, господја судика, брзо ќе го заврши случајот. Фала ви и пријатно. Благодарам, поздрави до вас, повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Бејсо, све сакаме на информацијата да вчера, завчера слушаме дека во Македонија веќе имало и други националности кои не се спомнати и вака не ги спомнува, а тој биле татарите, еден од Охридско се јави рече, сијасни дека бил татар по националност. А јас да му кажам, не со Вучич, а со Спировски Благојот е скичо, Вучич е во Србија, ако мисли на председател. Ете, фала му што сијасни дека бил татар, да знаеме дека има и татари во Македонија. Продадени дучешки, како да нарече. Тоа е нивно право, не е важно. Добро, што се однесува за све. Бог да прости децата младите, да примите од царството него, во царството ангел, во рајот, во светината кај што роднините, Бог да утеши на сите роднини, родители, фамилии да утеши. Иначе овде е правда, че нема сега родителите и роднините повеќе народи сега притисоци им се стигат уште повеќе од овие непрешна работа до Македонија. Ете, не почнете судено барат одлагање, така на така. Нема, значи ова нема да има ефект за кој би ги утешил баре роднините малце. Да утека, заради утеха не, инак секако не се враќаат изгорените, погинатите, не се враќаат сигурно телесно, ги духовно живеат за мене. Меѓутоа, баре една утеха да имат, една правдата за владите, меѓутоа тоа нема да завлади, како што рече претходниот, додека се овие злосторнички три партии, од ДПМН, СДСМ, ДУИ, еднакво учака, иста, додека се тие, додека имат во тие партии вакви навивачи, като тука во тој Штипшо се јави два пати, само си гледат пред него една партија критикуј, неговите се бранат партиите, додека имат тие поддржувачи криминалните групи, во ДПМН, СДСМ и ДУИ, додека имат поддржувачи, вака ќе биде во Македонија. Ако ќе снимат, ако ќе се осветат поддржувачите, гласачите, навивачите на тие три партии, криминални групи што се во партиите, тогаш може да се смери нешто во Македонија. Дека има слепи навивачи, вака ќе биде. Фала, пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден, кој ни следен. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Патот кон правда ќе биде тежок. Позедно, на претходната тема, што беше на план, не рековте за судството на испит, ја би рекол, во овој случај обвинителството на испит, дали добро го спремило предметот. И гледате дека одма се појави... Се слушаме? Слушаме. Да, сега нешто се прекина кратко. Значи, обвинението е лабаво, бидејќи одма им се најдоа проблеми што бранителите ги одма ги употребија за одлагање. Јас кажав и повторно ќе кажам. Ако одиме по филозофијата на обвинителите, дека веќе подолго време се случувало нешто што не требало да се случува тогаш, сакам да ги прашам. Зошто не поведат постапка за сите коруптивни действија што се случиле претходно во државава,
против сите тие функционери. Вака, знаете, искачат двосмислено обвинението. Од една страна, тие што се непосредни извршители и соизвршители во делото, кобајаги се уште трае истрагата, а се бавиме со оние од Дедо Ное. Како мене многу е просто едноставна работа ме интересира. Како ќе ја докаже умислата и учеството во делото на човек што е злоупотребен неговиот факсимил, каде што нема личен подпис. Туку е факсимил. Факсимилот може секој да го употреби. Таа директно причинско-последична врска. Точно. Значи како ќе го ја докаже врската дека тој знае за тоа? Тоа е едната работа. Втората работа, последицата настанала сега, не настанала пред 10 години. Мислам дека знаете што ова сега ќе биде за аналите на кривичното право да се проучува овој предмет. И начинот на обвинение. Но тоа го покажува пристрасност на обвинителите при зачистување на кривичното дело. Се трудева да заштитат група на луѓе. И тоа ќе успеат. Така, да ви благодарам, поздрав до вас, повелете, кој ни е следен. Ало. Добар ден, повелете. Добро вечер, господин. Добра вечер веќе е така, да, повелете. Поздрав до вас и поздрав до благодарам, повелете, да. На почетокот те кажам дека вие, господин Исо, сите механизми ги имате да заштитите емисијата и да не фокусирате на тоа што треба да го зборуваме по темата. Јас ќе ви кажам само неколку примери. Еве, господинот 2 пати. Модуларна болница има судски ефект завршен. Има судски завршница. Значи, има осуден. Човек, директорот на клиничката болница во Тетово е осуден. За случаите, сега ме натерате да кажувам, за случаите за автобусите, има судски епилог. И за тој во Бугарија што заспива господинот човек и носи плюс нафта там. Кој може да го прати? Тука државата или институциите ли се виновни? Ако нешто имало, може имало. Меѓутоа овдека се работи за специфичен случај. Зошто, господине Исо, зошто не се спомнува Охридско езеро, пример? Ете, случај. 15 мртви имаме туристи. Дојдат да се капат и да уживаат во Охрид, па ги испратиле во Сандуци. Тоа, значи, тоа не е тоа. Зошто не се зборува с пропустот и кој беше осуден за терористичкиот напад во Куманово, диво насаѓе? И влегоа господине на министерката за внатрешни и одбрана и директорот на УБК, им влегоа 50 терористи од Косово и им тепа 44. 8 мртви имаше и 36 повредени. Тоа ли треба да го зборуваме? И како епилог, кој беше осуден од функционерите на ВМРО тогаш? Никој не беше осуден. Само беше сменета Гордана. Така да ти кажам дека оваа работа судот треба да си ја тера и ќе си ја тера. А тие работи што се случиле, еве, ако сакате, вие поставете тема модуларна болница. Гледам секако. И господинот се занесува со Србија, таму со Вучиќ, па зема врска тоа таму што се случува. Поздрав, господин. Добро, имено, затоа велам, кривично процесуирање, не партиско, на секој оној што се огрешил од законот, да речеме. Сега ете ми паѓа на ум, мисла на еден познат и писател и драматург, историчар, академик и добитник на Нобелова награда за книжевност Александар Солженицин, гледате Русин. А недостасува нешто, сега некој ќе скокне исто така. А ова партија, ова е Русин и така натаму. Не е важно ниту кој сте, ниту што името ви носи, туку што зборувате и како се однесувате. А тој помеѓу другото кажал токму дека границата помеѓу доброто и лошото не поминува ниту низ политичките партии или ги дели, ниту помеѓу народот, етнитетот, дали е некој татар, бугарин или што и да е. Туку низ срцето на секој човек. Тоа е доброто и лошото. Без оглед што е. А правдата треба да помине низ системот. Повторно, без оглед на тоа кој е и од која политичка провиниенција. Ете така, институциите ќе се зајакнат, ќе функционираат како што треба и сето тоа ќе биде за добро на целата држава. Благодарам за учеството, за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.